Местото на Западен Балкан е во Европската Унија. Таква порака Скопје очекува да произлезе од самитот ЕУ Западен Балкан, кој в среда ќе се одржи во Брдо кај Крањ. Владата се надева на јасен сигнал дека Брисел е подготвен да ги исполни преземените обврски кон регионот, земајќи ги предвид постигнувањата на земјите кандидатки. Повикот доаѓа во период кога членките на Унијата се уште разговараат за тоа што треба да содржи документот што ќе произлезе од самитот и дали во него ќе се повтори гаранцијата за европска перспектива за балканските земји. Секако за нас очекувањето е дека силната порака која што очекуваме Европската Унија преку лидерите представени во Европскиот совет ќе ја испратат за Западен Балкан како силна и мотивирачка порака за продолжување на максимален фокус на Европската Унија кон интеграциите на Западен Балкан во Европската Унија. И вице-премиерот за европски прашања истото го побара на еден од панелите на Белградскиот економски форум на кој се дебатираше токму за прашањето што треба да се очекува од состанокот во Словенија. Димитров предупреди дека во прашање не е само перспективата на регионот, туку и кредибилитетот на Унијата. На регионот му е потребна јасна и силна политичка порака. Самитот треба да биде можност за да се зајакне стратешката комуникација меѓу Унијата и Западен Балкан, бидејќи ЕУ е навистина нашиот најблизок пријател и најголем донатор. Обединет Балкан е возможен само во обединета Европа, а без Балканот ЕУ не е комплетна. За позитивен епилог за иднината на проширувањето од самитот во Словенија, денеска во Берлин разговарале шефот на германската дипломатија Хајко Мас и македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи. Факт е дека Берлин е најсилен предводник за европската перспектива на Северна Македонија, како и на целиот регион. Имаме важен самет пред нас и поддршката од партнерите како Германија е неопходна. Прво, за да ги надминеме разликите со Бугарија, за да се деблокира процесот, но и да го вратиме европскиот кредибилитет во регионот, спротивставувајќи се со тоа на скептицизмот во Унијата, рекол Османи на средбата како што соопштува неговиот кабинет. За ситуацијата со процесот на проширување се очекува да се разговари за време на посетата на шефот на државата на Грција, прва во историјата на двете земји. Пендаровски во Атина ќе има средба со грчката претседателка, како и со премиерот Мицотакис. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.